Почитувани, во однос на прашањата, стигнаа две прашања до пресцентарот на ВМРО ДПМН, ќе одам следствено. Најпрвин, прво прашање. Гледаме огромни бројки во однос на ковид заразата. Кој е вашиот став и кои се вашите коментари во однос на овие бројки? Почитувани, како што неколку пати имаме напоменато и заклучено на оваа тема, оваа влада на СДСМ, на Зоран Заев, Венко Филипче, буквално ништо не прават во однос на справувањето со ковид пандемијата. Зошто го велиме ова? Најпрвин, гледаме дека бројките растат пребрзо, веќе имаме над 600 заразени секој ден, имаме по десетина починати секој ден и тоа е навистина жално. Од друга страна имаме македонски Вухан, тоа е градот Струмица, каде што доаѓа премиерот Зоран Заев и воопшто не му е гајле за целата ситуација која што се случува таму. Да сумирам, во однос на сите мерки кои што се предлагаат во моментов за цело на парадирање на Венко Филипче и сите останати околу ковид пандемијата на медиумите, мораме да заклучиме дека оваа комисија за заразни болести во моментов треба да биде променета. Зошто го велиме ова? Треба непартиска комисија составена од професионалци која што нема да работи согласно барањата на Зоран Заев и Венко Филипче. Треба комисија која што на вистина ќе донесе мерки, ќе побара мерки кои што ќе влијаат на намалување на бројката на ново заразени. Дополнително, истата комисија, доколку не биде променета, ќе треба понесе одговорност за цела оваа ситуација. Бидејќи како што можеме да видиме деновиве, а и предходно, откако се зголемија значително бројките, Венко Филипче, Зоран Заев, комисијава си прават пинг-понг со целата ситуација. Венко вели комисијата така рече, Зоран Заев вели министерот Венко и комисијата така рекоа, комисијава вели ние препорачавме на владата е одговорна што ќе направи, така да со тој пинг-понг, додека се случува низ медиумите помеѓу овие три институции во државава, гинат луѓе од корона заразата. Секој ден десетина починати и над 600 заразени. Ова е навистина алармантно и во најбрз можен рок треба да биде променета најпрвин комисијата за заразни болести, се состои комисија од професионалци, а веднаш потоа да почне да функционира и да се работи на справување со кризата, бидејќи во моментов не се прави ништо. Второ прашање. Председателот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски побара лидерска средба на која ќе се зборува за односите со Бугарија, економија, попис и се останато. Дали има некаква најава власта да прифати ваква средба? Дополнително, според изјавите на власта и луѓето кои што ја работат проблематиката со надворешна политика, кои се или кои треба да бидат црвените линии во договорот со Бугарија? Еве ќе одам следствено во однос на овие одговори. Најпрвин, до моментов додека оваа пресконференција нема никаква, ама буквално никаква комуникација да прифати власта лидерска средба, која што, како што спомена и вчера председателот, е неопходна за се ова што се случува во држава, бидејќи целата ситуација, економска, политичка, на надворешен план, во однос на пописот, се е премногу важно, а како што гледаме се оди во надолна линија. Затоа ги охрабруваме уште еднаш, иако сме јавно покажува дека се премногу арогантни, сметаме дека треба да се охрабрат и да прифатат една ваква лидерска средба каде што ќе говорат отворено на сите прашања, вклучително и јавноста биде запознаена со сите прашања. За второто прашање во однос на изјавите од страна на функционерите на власта кои што практично се занимаваат и преговараат со нашиот источен сосед во однос на надворешните прашања, мораме да потенцираме дека ако ги погледнеме изјавите на конкретно на Никола Димитров, кој што претходно беше министер, сега исто така висок функционер во владата, но и министерот за надворешни сите други, се фокусираат на јазикот.
каде тука историјата, идентитетот никаде не ги споменуваат, со тоа што сериозно треба да излезат и на јавноста да и говорат отворено за сите овие прашања, за сите оние прашања кои што се поставени како ултиматум од страна на владата од бугарската страна, но и кои се нивните црвени линии. Ако јас се прашувам и ВМРО ДПМ во однос на црвените линии, бидејќи само се фокусираат на една точка, при тоа никаде не ги споменуваат владата на Република Македонија идентитетот и историјата, односно не гарантираат дека со овој договор ќе бидат заштитени. Еве би го прашал конкретно господинот Димитров, бидејќи неговиот татко е роден пред 45-та година, дали тој ќе прифати неговиот татко да не биде македонец, бидејќи како што знаеме сега живее во Република Македонија, се декларира како македонец, но со договорот доколку како што можеме да видиме дека се фокусираат само на јазикот, дали би прифатил Димитров да неговиот родител биде нешто друго се македонец. Дополнително, нашиот идентитет се темели на настаните пред 45-та година, кога македонскиот народ се борел за независна држава. Така да, за овие прашања треба да говори отворено и владата на Република Македонија, каде што ќе ги каже јавно на граѓаните сите позиции и се она за што се преговара и што се договара за договорот кој што треба да биде потпишан помеѓу двете држави. Благодарам.